И уште еден разговор за како последен во ова издание на Почнува ден, а се однесува поводот практично ни беше една конференција која треба да се одржи во петок, а насловена е како насоки за развој на аудиовизуелните индустрии во Македонија. Утрово заедно со нас е Дејан Андонов, раководител на наставна програма на Високата школа за новинарство и односи со јавност. Добро утро, Дејан, добре ни дојде. Добро утро до гледачите на Алфа телевизија. Јас најавив дека поводот практично за ова гостување е конференцијата која што сакаме да ја најавиме и ќе се одржи в петок, но мислам дека разговорот треба да го почнеме за да им биде појасно на нашите гледачи со она што се случуваше изминатата година, колку што траеше практично целиот проект кој ќе финализира со оваа конференција. Така, значи катедрата на УНЕСКО за медиуми, која што е формирана при Високата школа за новинарство и односи со јавноста, изминатата година реализираше еден проект се вика мерење на економскиот придонес на аудиовизуелните индустрии во вкупната економија. Тој проект траеше една година и сега организираме завршна конференција. Сега во рамки на тој проект беа повеќе активности спроведени, конференции, работилници со луѓето од аудиовизуелните индустрии, значи филмот, телевизијата, видеоигрите, од кои што активности произлегува насоки за тоа како да се поддржат и да се развијат овие аудиовизуелни индустрии во Македонија. Именно трендот е поради технолошкиот развој, дигитализацијата, конвергенцијата на медиумите, филмот, телевизијата и видеоигрите сега да се гледат како една целина, а не одвоено, затоа што телевизијата е се повеќе на интернет, филмот се повеќе се прикажува на телевизија отколку во сали за киноприкажување, 3D анимациите се повеќе се застапени во филмовите, има анимирани филмови, 3D филмови, така што овие се веќе поврзани меѓу себе и испреплетени индустрии и треба да се третираат како една целина. Токму затоа беа направени насоки за тоа како тие да се развиваат заеднички, значи да има една заедничка единствен стратегиски документ и како сите институции, групации, невладини организации, образовни институции треба да се обединат за да се направи една силна аудиовизуелна индустрија во Македонија. Можеме ли да издвоиме од тој документ што е вака позначајно како стратегија за развој на овој вид на индустрија? Во овој проект беа вклучени луѓе од сите три сегменти, и од групацијата на национални продуценти, и од групацијата на национални телевизии, и компании кои што се занимаваат со продукција на видео, игри, од образованието, различни други експерти, продуценти, режисери и така натаму. Така што сите ги кажа потребите од нивниот агол, од нивниот сегмент и потоа тие логично се групира во неколку области, така што потребно е поддршка во делот на претприемништвото, бидејќи главно во аудиовизуелните индустрии, како генерално во индустријата во Македонија се мали и средни предпријатија, на кои што им се потребни вакви мерки за поттикнување на бизнисот. Потоа имаме делот на финансирањето, поддршка и помош им се потребни во делот на институционалните политики, значи законски решенија и така натаму, делот на институционалното и професионалното здружување и образованието. И сега во делот на поттикнување на претприемништво, особено е битно во овој сегмент да постојат некакви стартап центри, инкубатори, каде што овие луѓе ќе можат да започнат некаква идеја, бидејќи поголемиот дел од нив се креативци, а овие аудиовизуелни индустрии веќе спаѓаат во тие така наречени креативни културни индустрии. Така што од голема помош би им било некакви инкубатори кои што ти нудат правна помош, различна техничка помош, можеби во делот на маркетингот, односите со јавноста за промоција на нивните производи, барањето на други партнери за реализирање на некаков проект. Во делот на финансиските мерки им се потребни финансиски стимуланси, субвенции за поттикнување на вакви бизниси, затоа што на крајот од краиштата овие индустрии имаат додадена вредност во градењето на културниот идентитет, во промовирањето на националниот идентитет. Погледнете само што се случува со турската аудиовизуелна индустрија, во учеството во вкупниот бруто домашен приход на оваа индустрија дури го надмина и рударството како една од гранките кои што најмногу имаат застапеност во бруто домашниот производ. Така што навистина може да и државата да има голема корист од развојот на овие индустрии. Во делот на
институционалните политики, за жал и по донесувањето на новиот закон за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, се уште има недоволни согласености со законот за филмска дејност, а треба се третираат како една целина. Видеоигрите воопшто се уште не се ни регулирани, се уште се таква нека сива зона која што кај нас се развиваат. Во делот пак на образованието, факултетот за драмски уметности, се уште има студиски програми кои што не може да ги задоволат овие нови трендови, аниматори, не знам, сториборд врајтери, значи пишувачи на сценарија и така натаму. Она што е потребно реално на индустријата, кадри кои што веднаш би се произвели би можеле да се вклучат во индустријата и не само прилагодување на овие студиски програми, туку и појава на пократки едукативни програми до обуки на постоечкиот кадар и така натаму. Значи, ова обединување се уште на, да речеме, на зачеток, така што потребна е поддршка, потребно е инволвирање на повеќе институции, но и професионални групации, невладни организации кои што работат во оваа област, за да се направи една единствена силна аудиовизуелна индустрија. Се разбира тука и самата ФЕЛА треба да поттикне подобро професионално здружување при стопанските комори или поинакво поттикнување на кластерското здружување, на пример телевизии со независни продуценти, продуцентите со они кои што произведуваат видеоигри и анимации, за да имаме поквалитетна домашна, пред се домашна продукција. Колка ви се шансите ова во блиска иднина да се реализира? Кога велам блиска иднина, да не бидам премногу оптимист оваа година или следната, од хартија да премине во вистинска реализација? Овие насоки кои што произлегоа, значи ќе бидат доставени до нормално надлежните институции кои што го креираат овие национални политики, кои ги носат овие стратегиски документи, кои што се разбира дека треба да ги имаат предвид, затоа што кажав дека беа вклучени луѓе од сите три сегменти. Покрај насоките дополнително беше креиран и оперативен план, значи точно кој што би требало да направи во текот на, ние го направивме тој оперативен план за оваа година, се разбира тоа може да се модифицира да биде и за наредната година и подолгорочен, но меѓутоа точно се прецизирани активностите и чекорите каде, која институција што треба да направи. И на конференцијата токму затоа ги поканивме панелисти луѓе од овие, да речеме, институции, министерства, за да кажат тие во кој дел може да придонесе според надлежностите и ингеренциите, односно да посечат на присутните од ФЕЛАТа, каде треба да ја бараат таа поддршка и развој и нормално да се овозможат лица за контакт или пак посебни сектори кои што ќе работат во овој дел. Така, ајде збор два да кажеме и за конференцијата, кој се ќе учествува. Конференцијата се поканети представници од Министерството за култура, кое што е надлежно за овие креативни и културни индустрии. При Министерството постои Национална комисија за креативни индустрии, која што треба да ја покренува таа иницијатива за обединување. Потоа од Министерството за информатичко општество, кое што го донесе законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги, Министерството за економија, кој што ќе говорат во делот на претприемништвото, можностите за поттикнување на претприемништвото, потоа групацијата на продуценти, представник на една телевизија, директор, деканот на факултетот за драмски уметности, значи компетентни, релевантни луѓе во оваа област кои што ќе дадат свој согледување за овие насоки, но и тоа што во нивниот сегмент може да придонесе нивната институција за поддршка и развој на аудиовизуелните индустрии, а со тоа да се поттикне пред се домашната продукција која што малку ја имаме во на телевизиите, потоа да се возможи раст па и извоз на вакви македонски аудиовизуелни производи, но и поголеми инвестиции во оваа област. Така, јас се надевам дека навистина ќе имаме извоз и на наша продукција, дека ќе бидат барани нашите производи како што се барани турските серии сега, можеби индиските, не само турските, гледам дека и тие се гледани. Во секој случај останува да бидеме оптимисти и да веруваме дека сето ова ќе влезе во рамките онака како што сте го замислиле. Успех на конференцијата и понатамошен секако за реализација на сите овие активности. Благодарам.